Здраво сите, добро во првата епизода на новиот серијал Говориме за фудбал. Како што говори сам на наслов, ова ќе биде серијал каде што ќе нам влеземе во неважна споредна работа на светот, а тоа е фудбалот. Јас како голем обожавател на фудбалот, прв пат користам прилика на Ариус Кер Нетворк да отвориме ваков серијал и да се посветам и анализирам на некои аспекти што мислам дека се како да речам важни за анализирање во еден ваков формат. Денешната тема ќе биде 7 типови на играчи кои што со текот на времето се изгубиле, односно ичезнале. Дали тоа било заради типот на играта, дали било тоа заради динамичноста или нединамичноста на фудбалот, односно дали било тоа заради стилот на поедини тренери, ќе утврдиме со секој посебен играч, а сега мислам дека е време да скокнеме во содржината. Првиот тип на ичезнат фудбалер кој што ќе обработиме е лудиот штопер, односно типови како Немања Видич, Џон Тери, Карлес Пујол, па дури и Пепе до некоја мера. Тоа се играчи кои што без страв влегуваа во секој старт. Тие повеќе следаа на гладиатори него фудбалери. Тие беа момци кои што, од самиот поглед нив кога ќе ги видиш се уплашиш од нив. Овој период на фудбалот беше еден од најагресивните форми на дефанзива, односно одбранбените играчи во овој период од времето на фудбалот попрво би се жртвувале главата него да ви овозможи да дајете гол. Нивната филозофија на играње фудбал беше едноставна. Тие беа посветени во брана простор пред голманот. На било кој начин тие не сака топката да пројде низ нив или да биде постигнат гол преку нив. Единствената мисија им беше топка да ќе помине, но играчот нема да помине. На пример, Немања Видич во Манчестер Юнайтед, најголем доказ за неговата пожртвеност е еден цитат од големиот сир Алекс Фергусон кој што вели дека он е еден од најдобрите дефанзици во целата историја на фудбалот. На другата страна во Англија, во Лондон, Џон Тери, еден од најдобрите представници на овој тип на играчи. Стана единствениот дефанзивец во Премиер лигата кој што освоиле 2 или повеќе награди за играч на годината. После некој време се појави играчот наречен Серхио Рамос, кој што беше комбинација на модерен и класичен дефанзивец. Тој можеше и тоа како да подели пасови на 50 метри напред, но исто така кај него не изоставува пасијата, пожртвеноста и убедливоста дека тој може да дојде до секоја топка. Модерниот аспект од неговата игра вклучуваше, како што кажавме, неговите долги топки кои што директно доаѓа до напаѓачите и можеше и како да дрибла кога беше под притисок. Но денешните дефанзивци како Џон Стоунс во Манчестер Сити представуваат целосната еволуција на овој тип на стопер. Во системот на Пеп Гвардиола на Џон Стоунс повеќе му се ценат неговите пасови помеѓу линиите и движењето во зоната, отколку пожртвуваноста во клучни ситуации. Вториот тип на изумрена врска на фудбалери се оние класични задни везњаци, односно сидрачи кои што колоквиалистички се нарекуваат. Еден од напознатите играчи од овој тип е Рој Кин. Со својата агресивност тој не беше само фудбалер, туку тој беше чудо на природата кој што се вметнуваше во секоја можна ситуација каде што он чувствуваше дека може да дојде до топката. Со негово тило Манчестер Юнайтед стигна до 7 премиерлигашки титули, каде што претендентите се прашуваат дали направиле добар избор кога се решиле да играат фудбал, затоа што неговиот интензитет и одлучноста да влегува во било какви стартови ја направи ова ера едно од најопасните периоди на англискиот фудбал. Овие тешкаши како Рој Кин, Патрик Виера, Дженаро Гатузо не беа само физички инфериорни, туку тие исто така посветуваа голема техничка моќ каде што претендентите се прашуваат дали тој човек е направен во лабораторија. Патрик Виера, кој што два пати освои премиер лигата со Арсенал, ја претвори средината во војно поле. Претендентите се плаше да поминат низ него, па почесто пробуваат да навлезат низ страните на Арсеналовата одбрана. Најголемиот доказ за стравопочитите кој што овие фудбалери ја дава е судијата Марк Кватенбург, кој што во интервју декади подоцна го рече следното: "Се уште се смеам кога се сетим на првиот пат кога го видов Рој Кин. Манчестер Юнайтед напаѓаше, топката отиде во голаут, а Рој Кин бараше корнер. Јас бев сигурен дека тоа беше голаут, но тој ми пријде толку цврсто и ми се дереше во угото што на крај го дадов корнерот. Навистина бев исплашен од него." Денешниот начин на игра го има изфрлено овој тип на везен играч надвор од употреба. Модерните везни играчи како Родри и Мојзес Кајседо се повеќе техничари него било што друго. Пас помеѓу зони, интензивен пресинг и контролирање на темпото се едни од најбитните фактори кои што се бараат кај модерните везни играчи. Еден парадоксичен аспект од времето на Рој Кин е тоа што кога знаевте дека такви играчи кои што повеќе наликуваат на гладиатори идат кон вас и може да ви ја скрша ногата, вие почнувате да размислувате дека е подобро побрзо да подавам за играчот да не ме стигне. Парадоксично нова, тоа самиот тој потек ја правеше играта побрза место поспора. При што компактноста во дефанзивата стана уште поважна. Третиот тип на фудбалер е класичната десетка. Играчот со број 10 на теренот беше фудбалскиот Микеланџело, Пикасо, Да Винчи, како сакате наречете го, но тој беше артистот, срцето и душата на фудбалската игра.
Вистински артист кој се движеше за напајачот и црташе на платно секој пат кога ќе подаваше топката. Хуан Роман Рикелме, Кака, Франческо Тоти, Месут Озил. Тоа не беа само играчи од средниот ред. Тие беа механичари кои што со секој свој допир на топката го менуваат темпото и создаваат нов правец во фудбалот. И може да ја пресечат одбрана со само еден пас. Но овие механичари им беше потребно време да размислуваат. Им требаше место за одмор и слобода на движење за да може да креираат како сакаат. Но модерниот фудбал стана зависен од интензитет. Денешните фудбалери стана недвосмислени трчачки машини, каде што секоја секунда значи нешто и секој можен играч на теренот мора да покрива во одбраната. Што значи дека ако имате еден ваков креативец во тимот, тоа значи дека вие тактички се самоубивате. Револуцијата на формацијата 4-3-3 ја уби класичната десетка. Тренерите сфатија дека не може да се дозволат во својот тим да имате еден ваков мрзлив играч, без разлика колку тој е брилјантен и иновативен. Најголем пример за ова е Месут Озил кој што стана жртва на ова искоренување од овој систем. Неверојатен креативен генијалец кој што се изгуби во формацијата 4-3-3 каде што немаше ни време, ни простор, ни место за да ја контролира играта на негов начин и да произведе пасови кои што се произведува само со споро темпо. Бруно Фернандеш и Кевин Де Брујне се единствени остатоци од овој тип на играч, но и тие полека го менуваат својот начин на игра и внесуваат повеќе интензитет и дефанзива во својот арсенал на игра, што значи дека е вистинска реткост во денешниот фудбал да чекате еден таков креативен генијалец кој што се влече помеѓу линиите, не прави пресинг и само го размислува следниот потек, односно размислува како да ја пробие одбраната што ја добие топката. Четвртиот изгубен тип на играч е Fox in the box, односно напајачите кои што спиеа во офсайд. Најдобар пример за тоа е Филипо Инзаги кој што спие роден во офсайд. Цело време дишеше во вратот на последниот дефанзијец, но некако беше најдобар стрелец на Милан со години. Тоа се типови на играчи кои што живееат една работа, да бидеш на вистинско време во вистинско место. Чичарито, Мирослав Клозе, Оле Гунар Солшер, Руд Ван Нистелрой, сите тие беа играчи кои што буквално живеа во офсайд и чекаа бил каков отпадок од одбраната и сакаа да бидат на вистинско време на вистинско место, односно тие не комбинираа меѓу редовите, тие не ја правеа на брза работа на важните деветки. Тие само чекаат тока да дојде до нив и да ја завршат акцијата со еден убиствен поголек во мрежата на противникот. Ова се тие играчи што исто така се познати како клинични завршувачи. На нив им треба само пога шанса да ја погодат мрежата. Единствениот аспект што нив ги интересира е топката да влезе во мрежата. Тие сакаат само да дадат гол и да завршат работата. Руд Ван Нистелрой постигна 150 гола за Манчестер Юнайтед, а само 3 од нив се постигнати надвор од 16-никот. Просечниот учинок на Инзаги беше гол на секоја втора утакмица во неговата кариера, а сепак кака еднашкар се прошегува дека тој никош не го видел со своји очи дека тренирал. А тоа е така затоа што не му ни требало. Неговите истрчувања беа инстинктивни, а неговата завршница беше убиствена. Петиот тип на изумрена врста на фудбалер се нарекуваше уништувачот. Клод Макелеле беше комплетно перфектен во една работа, која притонесе фудбалскиот свет буквално да го смени името на таа позиција заради него. Замислете да се толку добри да по вас да го сменат речникот. Вистинското уништувач на фудбалскиот терен живееше од една работа и ништо друго, а тоа беше да освои топката назад. Не постоеше креативност, не постоеше истрчување во последната третина, не постоеа долги пасови. Неговата единствена работа беше да седи помеѓу одбраната и нападот и да освојува топки како главно куче. Од овој аспект во времето, неговата работа беше неверојатно едноставна. Позиционира се помеѓу нападот и одбраната, уби го секој напад на противникот и одмаре си додека твојот тим напаѓа. Кога обсесијата на Реал Мадрид да станат галактикоси, им натера да го продадат Макелеле за да го замена со Девид Бекам, Зидан испорачен изјава кој што до ден денес е позната. Со која цел го фарбате бетлито во златна боја ако моторот му изваден? И оваа реченица перфектно ја долови скриената вредност на уништувачот. Еден од поновите примероци на овој тип на играчи е Нголо Канте кој што со својата динамичност и интензитет и неуморно трчање му помогна на Лестер да ја освои титулата во 2016 година. Тој беше апсолутниот мотор на екипата, трчаше без пауза и не оставаше ни една топка да остане, да речеме, неутрална. Но модерниот фудбал стана алчен и почна да бара се што од секој тип на играч. Од денешните дефанзивни везњаци се бара да бидат креативни кон нападот, да не подклекнуваат на високи притисоци и да знаат да пуштаат долги топки кон напајачите. Тимовите со текот на времето сфатиле дека не е изводливо да имаш само ваков тип на играч, односно од тој играч да се бара само да уништува и почна да бараат везњаци кои што може да ги прават сите работи или барем повеќето од нив. Тој тип на играч кој што не би се сложил баш дека е целосно уништен е кривото, чиј најдобар атрибут е брзината и ништо друго. Најдобар пример за овој тип на играч е Тео Волкот, кој што изгледаше како Формула 1, кој што е возено од некој што првпат седнува на возачкото седиште. Пеп Гвардиола за него кажа дека него би го сопериле само со пиштул. Ова беше тип на играч чиј постоење се базираше само на една работа, а тоа е да ги направи дефанзивците да изгледаат како полжави.
Тактиката на брзото крило беше брутално едноставна. Зема топката и почни да леташ. Подготвувањето со одбрани на ваква врста играчи беше исто како да пробате да уловите гром во шише. Дури најдобрите дефанзивци паниче кога ќе видат дека волкот има голем простор на крилото, каде што утрчуваше и делеше неверојатни пасеви. Играчи како Тео Волкот, Арон Ленон, Обафеми Мартинс изградија целата нивна кариера на база на овој атрибут. На нив не беше потребна агресивноста на Рој Кин или креативноста на Зинедин Зидан, затоа што со нивната брзина те успеваат да пробијат низ одбраната како вруќ нож, како што пробива низ путер. Нивната брзина предизвика целата формација на дефанзивната линија да биде што подлабоко, со цел да се спречи нивната брзина да стане импактна, што значи дека кога Арсенал да речеме играл против некој друг, нивната зона мораше да биде многу длабока со цел да се спречи волкот. Но брзина без мудрост ни не е баш најидеалната работа. Крис Вудел брутално рече, цитирам: "Не го видов да се развие воопшто. Тој едноставно не ја разбира играта, кога да утрчаш, каде да утрчаш, од која страна и во кое темпо." Тогаш дојде сезоната 2012-2013 и волкот ја демонтираше оваа изјава на Крис Вудел. Неговата Формула 1 конечно доби искусен водач. Волкот постигна 21 гол и 16 асистенции, што значи дека тој учествува во гол на секој 80 минути. Кога на брзината конечно се додаде мудрост, тој стана незапирлив. Иако само за една сезона. Овој Формула 1 тип на играч стана комплетен играч, но фудбалот за кратко време се смени и повеќе не им беше потребна оваа брзина во играта, односно брзи крила. Седмата и последна врста на изобрени типови на играчи кои што ќе анализираме е корисниот тип на играч. Тоа бе играчи кои што може да играат на 5 позиции одеднаш. Таков пример на играч е Џон О'Шеј, кој што наводно на сер Алекс Фергусон му рекол дека може и да брани, односно да биде и голман. Овие типови на играчи беа најдобрите решенија кога тренерите нема соодветен играч на клупата, односно кој ќе се поредеше да речеме десен бек, а сер Алекс Фергусон на пример не му играше Рафаел или кој да беше тогаш, тоа Џон О'Шеј ќе рипнеше и ќе речеше дека да, јас сум тој кој што може да ја покрие таа позиција на десен бек. Тој исто така играше и заден везен, он играше и осмица, играше и десетка, он можеше да ја покрие секоја рола во средината. Фил Невил, Джеймс Милнер, Вес Браун, Дирк Кајт, тоа беа играчи за кои што никој не беше сигурен која е природна позиција, затоа што многу често тренерите им ги менува играчите и ги менува позициите на теренот, затоа што тие беа спремни да изиграат на било која рола која што тренерот ќе сметне дека му е потребно во тој момент. Нивната филозофија беше тоа што тие го смета фудбалот за една игра која што не е тактичка, туку игра за која што се дава све од себе на било која позиција да играш. Тие сака да помогнат во било кој аспект од играта и не зависе од тактичката определба на одредени тренер. Вистински професионалци кои што никогаш не се бунеа, никогаш не бара покачување нападатели, не се дава поголема минутажа. Такви фудбалери се најпосакувани во секој можен тим. Тренер кој ги обожуваше овие играчи беше сер Алекс Фергусон, кој што во неговите во неговата династија на освојување титули во Манчестер Юнайтед купуваше безброј вакви играчи. Проблемот во денешната игра е тоа што не можете така да уфрлите дефанзивец, да речеме средина, затоа што денешната игра бара многу голема тактичка креативност, бара голем интензитет, динамика и темпо, промена на темпото која што едноставно играчите кои што денес се тренирани како дефанзивци не можат да ја поднесат. Големите буџети во фудбалските тимови денеска исто така влијаат на оваа одлука, затоа што зашто би имале еден играч кој што може да пополни 6 позиции, кога би можеле да имате 6 специјалци кои што би играле на секоја од тие 6 позиции. Фудбалот се смени, динамиката се смени исто така и чезна и овие роли. Флексибилните фудбалски легенди како Джеймс Милнер и Фабиньо докажаа дека овие корисни играчи би можеле да бидат скапоцени само ако пополнуваат место на други играчи кои што тој момент не можат да играат. Односно докажаа дека нивните најголеми атрибути се сналадливоста во вакви ситуации. Додовме до крајот на видеото. Ова беше првата епизода од фудбалскиот серијал кој што за прв пат го правиме во Are You Scared. Мислам дека како љубител на фудбалот најдобро и најсубјективно успеав да ја доловам ситуацијата, односно успеав да ја доловам суштината на овој видео, односно да покажам што точно му недостасува на денешниот модерен фудбал. Се надевам дека ви се допадна видеото. Ќе гледаме да направиме уште неколку вакви фудбалски видеа и можеме да кажам се гледаме следниот вторник и чао.